Конференцијата на премиерот Христијан Мицковски во владата, па во продолжение да проследиме и дел од неа. Заедно се бориме за заедничка иднина за подобар живот на граѓаните. Да не се заборави дека се затекна хаос, работници кои не добиваат редовно плата, состојба на млади кои гледаат без перспективност, индустријско производство кое бележи минусни салда и огромна инфлација. Со ова се боревме секој ден, овие речиси една година работа на оваа влада. Затоа на последната седница срочивме оперативен план за вработување, мерки и програми кои ќе понудат работа и поддршка во работата, вреден 40 милиони евра со кои ќе се опфатат над 16.000 наши сограѓани. Повторувам дека во оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2025 година се утврдуваат програмите, мерките и услугите за вработување кои ќе обезбедат креирање на нови работни места, изголемување на вработеноста на невработените лица, посебно на младите, долгорочно невработените и корисниците на гарантирана минимална помош. Согласно оперативниот план за 2025 година предвидено е да се вклучат вкупно 16.057 невработени лица, од кои 12.537 лица во активни мерки за вработување, а 3.520 лица во услуги за вработување. Со овој план се опфаќаат две главни точки. Првата е директна поддршка за стартап бизниси на млади, што и беше моје ветување за младите. Втората работа е организиран пристап во сузбивањето на појавата на пожари, особено присутен проблем во летниот период, зашто ќе се вработат 400 пожарникари кои ќе се стават на располагање на општините, каде ќе има потреба, се разбира, како и дополнително вработување на 600 невработени лица кои ќе бидат ангажирани за јавни работи и општински проекти од инфраструктура и заштита на животната средина на локално ниво. За прв пат државата ангажира толков број на лица кои ќе помагаат во справувањето со пожарите, откако го затекнавме девастиран целиот систем на справување со пожарите. На овој начин се подготвуваме за предизвиците кои следат ова лето и ги превземаме активностите со кои ќе бидеме подготвени. Што се однесува до мерките за млади, очекувано е од вклучените лица околу 65% да бидат млади до 29 години. Особено Да, тоа беше дел од пресконференцијата на премиерот Христијан Мицковски околу идните вработувања. Целосниот извештај од оваа пресконференција ќе го имаме во вестите во 16.